Производителите на тетовски граф велат дека ова е една од најуспешните години кога од нивите собрале квалитетен род, но и поголеми количини на граф, за разлика од минатите години. Велат дека се погодиле временските услови, односно немало големи горештини, но имало и врнежи. Сепак, добриот род, велат тетовските земјоделци, нема да им донесе приход. Голем дел од насобраното ќе им остане дома, затоа што во земјава неконтролирано се увезува непроверен граф од Азија, кој се продава по многу пониска цена со назнака како тетовски. Апелираат инспекторите да си ја вршат работата, а политичарите да го заштитат тетовскиот граф преку забрана на увоз на граф од странство. Годинава посебно, подобра роба, подобра година, самата роба се гледа. Да ни кажете која е пречката што е порано бил гравот и продаван и познат, нели, во бивша Југославија и во други земји, сега не е така? Па пречката, сите го знаеме, пречката многу увозот, например. Свите увезуе, свите викав тетовски граф, меѓутоа тој не е тетовски. Овој граф, може камерата да види, не дошол од Пакистан, Урбекистан, Курдистан. Овој град лично од село Доброште. Ваден со природна вода, со чиста вода и затоа робата е чиста. Не е загадена, не е еколошки загадена. Самата роба се гледа дека робата е квалитетна. Меѓутоа не се продава ради увоз. Многу увоз било што политичарите мало рампете да ги спуштат за увозните работа, например за гравот. Ние со граф општина Теарце смо ранеле цела Југославија. И јана било и фабрики, и тетекси, и јуокроми, и бетон, и гранит, воопште. Сега фабриките ги нема, војската го нема, а гравот мало се произведе и тој не се продава. Што многу увоз има и сите викаат тетовски граф, тетовски граф. Манипулација многу голема. Сите викаат, претходно го реков, тетовски граф, иако е кој знае од каде, мало поевтин, па прашуе муштирите, па зашто поевтин? Па посите, ние од лани ми останал и така се манифестира. Производителот Среќко Анчевски учествуваше на манифестацијата Ден на гравот, која годинава во Теарце се одржува по 9-ти пат. Целта на настанот е да се промовира гравот, а годинава има интернационален карактер, каде учествуваат и гости од Албанија и Косово. По 9-ти пат годинава ја организираме манифестацијата Денот на грав. Годинава е под мотото со заеднички вредности во ЕУ. Зошто така? Бидејќи годинава и имаме ни предстои еден значаен момент, а тоа е референдумот. Сакаме да кажеме дека ние сите заедно тука имаме некои посебни вредности кои би можеле да ги пренесеме во Европа. Една од тие вредности е гравот во Теарце. Гравот во поранешните југословенски простори од Теарце бил еден од најпознатите и најпродаваните. Во последните неколку години производството, ама и продажбата е опаднато. Ние 9 години се трудиме да го промовираме тетовскиот граф со оваа манифестација и сметам дека помалку успеваме со тоа. Ние како невладина организација не можеме до толку да го промовираме, меѓутоа иницираме да почнат луѓето да се занимаваат со производство, а подоцна и да има добар пласман. Сметам дека пласманот е зголемен и цената е прилично повисока од година на година, бидејќи сепак и тоа го бараат земјоделците. Предпоставувам сите знаат колку е тешко да се произведе, а и да се собере гравот. Затоа цената оди нагоре, меѓутоа квалитетот е истиот. Лично сметам дека има голема заинтересираност за гравот, бидејќи секогаш кога се движам надвор од Тетовскиот регион, Скопје и низ другите делови од Македонија, кога ќе ја споменеме оваа манифестација, сите прашуваат каде можам да купам граф и дали има се уште. Никој не прашува за цена, затоа што се знае дека Тетовскиот граф е бренд. Оваа годинешна манифестација, како што напоменав, е под логото со заеднички вредности во ЕУ и од страна на учениците од основните училишта од Тетово, Вратница, Теарце и Јегуновце
сите имаат посебно направено свој штанд во боите на одредена држава. Пример, училиштето од Братство Миѓение во боите на Италија и производите кои што ги има на својот штанд се производи од Италија. Годинава исто така го имаме и најмалиот музеј на светот, господинот Моне е тука од Жапчиште. Имаме изложба на слики. На денот на гравот имаше подготвено вкусно тетовско гравче за 300 лица. Овде ставаме 20 кг граф со месо и месо 15 кг се става и ова гравот се вари сат и пол толку. И еве се гравот е готов. Ова тетовско гравче се разликува од другите гравови зашто ова се многу брзо се вари и се вари претежно со оваа вода овде што е. И затоа ако има тврда вода и мека вода. И ако ја ставиш од оваа вода од нашава тетовска, го бива за сат и пол, два. А лушпата се одвојува, бидејќи не е онодат. Кога ти кажем, град се вари и ова тетовскиот град нема лушпа да оноди, додека другите градови пуштаат лушпа. Лушпата те не чини за употреба, додека тетовскиот град има тоа што лушпата не се двои од зрното. Не е секоја година, се зависи од временските услови. Ако се вади, мора да се повади, па за да биде како што треба родот, да дојде на ниво. Иначе ако годината зависи, ако е многу водена, да се варне доноди, послаба ќе биде родот, а додека ако е посува по нас, еднаш ќе се повади и ќе биде супер. На манифестацијата имаше поставено штандови со храна од италијанска, турска, албанска и македонска кујна.